Човек не знае и дали да се јави за дискусија кога ќе чуе дека ние ќе гласаме против. Знаете како вели Уставот, дека гласаме по собствено уверување. Ако однапред знаете дека ќе гласате против и дека со 8 гласа сите амандмани ќе се одбијат, можете да замислите што се случува во ова собрание. Не, вие велите, белким не си зборувате за себе во множина, ако сте крал може, ама вака не оди нека. Значи вака. Добро, обично апсолутните монарси викаат уи. Уи за себе, нели? Ние сме граѓани, во република живееме. Значи вака. Зборуваме за нешто што е вообичаено. Го спомена колешката Велика, ја спомена Љубљана. Да, Љубљана има катастар на перманентни загадувачи со звук. Љубљана има определени мерки, инструменти, ама што најважно мерни станици. Пажете, Љубљана, најмирниот град во Европа. Сега, и во извештајот на Европската Унија, последниот говорам, се потенцира незаинтересираноста, неефикасноста во справувањето со овој страшен проблем. Зборувам како паталец, не како гаталец. Живеам во центар, во Дебармало, наликува на Рим пред пропаѓањето, вино и игри. Во главните градови, во големите европски градови, каде што се живее, каде што има стамбен дел, нема кафани во кои од утро до мрак ечи музиката не само внатре, туку и надвор. Се срамам кога колега од Љубљана доаѓа и го носам во ресторан Карши мојата куќа. Не ми е јасно, вели. Зошто вие не одите ли во ресторан за да разговарате или да ручате со најблиските? Зошто се надвикувате? Бидејќи музиката беше толку гласна, секој го слуша. Видете, тоа е страшно нешто да живеете во кафана, а да сте болни, да треба утре да полагате, да треба да работите и немојте да ми ги споменувате мерните инструменти. Ќе дојде од полицијата со едно смешно како апаратче, наивица е, па после ќе си седнат кафе, велите, па јас не знам колку пати е пријавено, нема човек на Орце Николов кој не пријавил и нити инспектор се појавил, никој. Значи да ги детектираме загадувачите. Тоа да влијае потоа врз дозволите, оти не постои држава, не постои град во кој што на една улица, освен ако е надвор од градот или под земја, да има 30-50 кафани. Затоа ви велам, Рим кога пропаѓал. И уште ќе чуете коментари, па зошто живеете во центар, сега пред 100 години тука сте живееле, да си одите од тамо. Значи, да бидеме искрени, сумата е скромна, проблемот е голем, точно нека се употребат за мерни инструменти и за катастар, па да се види каде кој загадува. И кога ќе дојде тој што мери, или каде што е поднесена пријавата, да знае дека таму нешто перманентно е извор на загадување. Тоа е неописив феномен. Морам да ви кажам, предпоставувам, знаете што се случува. Ако ми каже некој дека, освен лете во Грција, може да се случи дење, навечер, жива музика пред зграда да свири во кафичи, 5 ќе ви набројам такви, и ништо да не се случува потем, единствената утеха е што добра музика, да речеме, пуштаат Карши мене. Ама знаете, кога до вас одеднаш ќе осамне денеска хостел, ниту паркинг, ништо, значи до вашата куќа залепено, во петокова се случува, ќе чуете градоначалник како вели,
Ако до недела не се отстрани дивоградбата, јас во понеделник ќе ги пратам инспекторите, во понеделник хотел. Секој ден крштевка, матурска забава, значи до вас, дома, ви се тресе куќата. Ке дојде полиција, ке ги опомене, ке си замине, никому ништо. Значи да не може да се гради, да не може да има на една улица 50, бидејќи не може под зграда, каде сте виделе, кажете ми, под зграда да има кафана со музика надвор. Во мојата улица има такво нешто. Може затоа сега камери ставија. Не знам, може би очекуваат во таа кафана да се случуваат. Значи затоа се, не дека не знаат до два. Напротив, тие ги, ги загрозуваме ние. Најопасна улица, не баре Коза Ностра, и неколку фамилии се во нашата улица. Да го оставиме тоа денеска. Значи, сакам да кажам дека треба да има листа, треба да има катастар, треба да има мерни инструменти, за кога мене полицајцот ќе ми рече, па знаете, ги опоменавме, ќе ја стишаат музиката, и јас да покажам, погледнете на мерачот. Мерачот што вели, друго вели. Верувајте, иначе ова не е место за пристојно живење. Оти ние тамо работиме. Не сакам да живеам во кафана и не можам да живеам. Не сакам некој да ме забавува без да сакам. Не сум само јас. Туку кога сакам, јас да одберам. И не сакам кога одам некаде да разговарам со луѓето. Не сите да ги слушам и сите да ме слушаат. Непристојни сме. Делуваме на вистина, мислам дека ни се одразува на сите. И јас затоа ве се извинувам понекогаш кога реагирам и овде. И овде има звучна бучава. И не е случајно тоа. Сите сме под притисок на ова што се случува во градов. И затоа го креваме гласот, не се слушаме. Значи, ве молам сериозно да го земете во предвид амандманот. Оти, ова не се непродуктивни трошоци. Напротив, во здравјето на луѓето се инвестира, во мирот се инвестира. Сите не знаеме ли дека 3 месеци од 8 до вечер и сабота и недела не кренавме глава од асфалтирањето и на Орце Николов. За 50 метра да пуштат, па уште 50 да пуштат. Не се сеќавате на тоа? И се уште трае. Значи мора да има ограничување. Кога може, колку може, како може. Ако сакаме да останеме нормални во телото и во духот.